Социјалдемократскиот сојуз изнесува дека веќе 14 дена чекаат одговор за според нив најголемиот наркоскандал во регионот. ВМРО ДПМН пак смета дека фотографијата на Филипче со собственикот на фирмата од која се запленити 30 тони марихуана упатува на негова директна вмешаност. Поминаа 14 дена и се уште нема одговор за најголемиот наркоскандал во регионот. Како 5 тони дрога поминаа преку македонската граница и кој ќе одговара? Сите молчат. Мицкоски, Тошковски, Николовски, Тарчуловски, Томовски. Овој гласен молк е најсилна потврда дека наркоскандалот води до врвот на владата на Мицкоски. Дополнително, со медиумската кампања за дефокусот, Мицкоски самиот се заплетка. Јавно тврди дека 100 тони марихуана биле запленети. Стои во соопштението на социјалдемократите. Фотографијата на која јасно се гледа Венко Филипче во друштво на газдата на фабриката со илегалната марихуана, Тони Котев, упатува на директна вмешаност на Филипче во шверцот со илегалната дрога. Телевизискиот настап на Филипче, во кој ја негира врската со поранешниот функционер на СДС, а воедно и реалниот собственик на фирмата ЦБД Медплант, Тони Котев, е уште една од низата манипулации и замајување на јавноста од страна на СДС и Филипче, кои ги разобличивме преку оваа фотографија. Евидентно од сликата на која Филипче и Тони Котев стојат рамо до рамо, како петок и сабота, укажува на доброто познанство и соработката помеѓу нив.